Продолжува расправата во собранието за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Пратениците од СДСМ кои беа пријавени за збор не беа присутни во собраниската сала, а координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев повтори дека пратениците од мнозинството нема да учествуваат во, како што ја нарече, бесмислената расправа за разрешување на Зврлевски. Според она што се договоривме, како коалиција на парламентарното мнозинство, не учествуваме во оваа бесмислена расправа. Доказ за тоа е и откажувањето од дискусија на нашата колешка Жаклина Лазареска пред малку. Доказ за тоа е што сите се откажавме од нашите дискусии за час поскоро да заврши оваа рашомонијада, ова бурлеска околу сосема законското и легално разрешување на државниот јавен обвинител. Пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата пак остануваат на своите ставови дека не постои легална можност за промена на Зврлевски, бидејќи се распишани локалните избори и членот 8а од изборниот законник забранува вработување или разрешување во тој период. Според нив во моментов е поважно да се разговара за пожарите, договорот со Бугарија, законот за јазици и стратегијата за бегалците, наместо за, како што велат, незаконското разрешување на Зврлевски. Член 8а од изборниот законник, од денот на донесување на одлука за распишување на избори до завршување на изборот за председател на Република Македонија, пратеници во собранието на Република Македонија и изборот на владата на Република Македонија, согласно резултатот од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори, па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на Советот, односно до конституирање на Советот на општините и град Скопје, не може, повторувам, не може да се започне со постапка на вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни или јавни институции, а започнатите постапки се стават во мирување, освен во случај на итни или неодложни работи. Во дадениот случај, на 6 август, се веќе распишани локални избори, лично од господинот Талат Џафери. Јас го почитувам фактот што колегите од СДСМ конструктивно се откажа од дискусијата за разрешување на Марко Зврлевски, но исто така колегите од СДСМ конструктивно се откажа од дискусијата за информацијата за пожари, например. Конструктивно се откажа од дискусијата за отворената дискусија за договорот со Бугарија. Конструктивно одбегнуваат да дискутираат за плановите на владата на Република Македонија за населување на не знам колку десетина илјади мигранти и делење на државјанства на мигранти. Конструктивно се откажа од иницијативата да дискутираме за проблемот со депонијата во Струга. Пратениците од опозицијата реагираа и на неприсуството на представник од владата во собраниската сала, што според нив представува преседан и прекршување на досегашната пракса. Предлогот за разрешување на јавниот обвинител Зврлевски го поднесе владата, поради како што се наведува во образложението, незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на функцијата.